20. jubilejno во Македонскиот кошаркарски куп. МЗТ Скопје славеше против Тору спортски центар Борис Трајковски. Фени Индустри имаше релативно полесна задача против Лирија. Проблем за МЗТ Скопје може да биде од психолошки аспект. 12 години немаат трофеј, сезонава очекувањата се огромни. Да слават во купот, да го освојат првенството и релаксирано идната сезона да влезат во АБА лигата. Видете, сите предвидувања што се однесуваат на било какви прогнози, ако зборуваме за еден надпревар финале на куп, се апсолутно неблагодарни. Меѓутоа, предноста на МЗТ Скопје е тоа што во текот на првенството неколку пати убедливо го совлада Фени, покажа дека има рецепт како да се игра против актуелниот шампион. Да не заборавиме и никако не сме да се потцени дека тоа дека МЗТ Скопје игра практично на домашен терен пред околу 2-3 своји најверни навивачи кои треба да им бидат шестиот играч. Меѓутоа, Фени Индустри е тим кој што покажа во минатото дека уме да игра токму вакви надпревари, да се надигрува со најдобрите и со фаворитите. Има извонредни индивидуалци, Емил Рајковиќ во својот состав и навистина, освен што е неблагодарно да се прогнозира кој ќе биде победник, единствено може реално да се прогнозира неизвесен надпревар до самиот крај. Девис имаше изводен еден прв надпревар, погоди 7 од 10 тројки против Вардар осигурување, но беше премногу тивок вчера во полуфиналето против Торус. Видете, Девис слично како Јановски, сега Мијајловиќ ја крена формата во последните 2 месеци. Игор Мијајловиќ, Гечевски, Кей Дейвис за 3 поени, чиста позиција. Ова е тоа што се бара од американецот во составот на МЗТ. Прва тројка за МЗТ. Скок на Тодор Гечевски, Стојановски, Мијајловиќ, Чековски, 1-1 против Кнежевиќ. Чековски погодува 5-0, мини серија за МЗТ с полувреме. 21 поен, 8-8. Гечевски. Голем хендикеп за Фени не само на овој турнир е отсуството на Слободан Михајловски. Тој е играч кој со своите физички предиспозиции, со силата што нема да биде добар шутот на бугарскиот интернационалец. Мијајловиќ во контра. Мијајловиќ има и дополнително слободно фрлање. Полн со самодоверба во последните 2 месеци. Игор Мијајловиќ. Неговите квалитети беа веројатно и на хартија многу подобри од американските кошаркари што ги ротираше Тодоров од почетокот на сезоната до сега. Меѓутоа, за таков играч како Мијајловиќ му недостасуваше човек како Гечевски со кого може да поврзе играта, со кому може да му ги доделува тие асистенции што е типична игра на плеймейкери. Токму затоа е подигнувањето и на неговата форма. Стојановски. Грнчаров. Чековски, многу интересен дуел против Кирил Николовски. Чековски погодува 4-ти поен за Ѓорги Чековски. Неизграден шут, промашува контра на МЗТ Скопје. Мијајловиќ. Грнчаров прифаќа и ќе го запре нападот на МЗТ. Вучуровиќ е во игра кај Тодоров. Тодор Гечевски. Ноа Далман го доби дуелот со Симоновски. Една тројка од 5 обиди имаат кошаркарите на Фени Индустри. Грнчаров. Мијајловиќ. 70 секунди до крајот на првата четвртина. Мијајловиќ. Одлична асистенција, оставен Мијајловиќ. Не се разбра многу грешки во последните 2 минути кај Фени Индустри. Грнчаров. Навлез Тони Грнчаров. Не погодува, но Ноа Далман собра отпадок од одбојка, погоди. 30 секунди до крајот, 8 поени предност за МЗТ Скопје, прв тайм-аут за Емил Рајковиќ. Се гледа и на почетокот на ова втора четвртина. Цело време е тој во комбинација, во пик игра, бара топка под кошот, мис меч има Фени. Далман, како и на крајот на првата четвртина, подценет и заборавен од вториот центар, кој што во моментов всушност го нема Фени во игра, но Стојановски. Гечевски. Вучуровиќ против Симоновски. Гечевски мора да вади надвор. Стојановски.
3 секунди до крајот на нападот. Тројка на Вучуровиќ во најдобар момент за МЗТ Скопје. Стојановски, Мијајловиќ, Далман бара топка. Стојановски. Ѓорги Чековски не се реши за 3, вади надвор. Мијајловиќ. Добар, убав поен на Игор Мијајловиќ. Дуелот со Ноа Далман и да се спушти можеби и подолу во рекето да одигра центарски. Ѓорги Чековски, чиста позиција, има тројка на Ѓорги Чековски. 38-24. Напад за МЗТ Скопје. Стојановски бара топка, Тодор Гечевски. Чековски против Кнежевиќ. Чековски вади надвор, Стојановски. 3 секунди до крајот на нападот. Стојановски за 3, непрецизен. Тодор Гечевски е неверојатен. Едноставно од одбојка му ја спушти топката на Чековски. 2 минути до крајот на полувремето. Мијајловиќ побрз се од Дарко Соколов. Дејвис. Мијајловиќ. Гечевски. Добра асистенција до Тони Грнчаров. Ова е четврта асистенција за Тодор Гечевски во последната минута од првото полувреме. 44-32. Мијајловиќ. Далман. Одново Мијајловиќ 2-2. Прекрасно. За Дејан Лекиќ. Нема што да загуби веќе тимот од Кавадарци. 20 минути во кои што ќе биде do or die. Неговите поени недостасуваат не само на овој натпревар, во мала криза е стандардниот репрезентативец, но тој сигурно ќе најде сила да се врати во на препознатлива форма, особено е тоа важно. Успеа да се снајде Тодор Гечевски. Мијајловиќ за 2, прецизен. 12 поен за Игор Мијајловиќ. 4 минути до крајот на третиот дел. Дејвис. Чековски. Мијајловиќ. Мора да се шутира. 2 секунди до крајот. Стојановски, неверојатно. Тројка за Огнен Стојановски во последната секунда од нападот. Мијајловиќ. Стојановски. Гечевски. Чековски, 2 поени. Чиста игра. Ски ќе влезе во игра во тимот на Фени Индустри. Мијајловиќ. Еве нова добра игра, добар потек на Ѓорги Чековски. Фени се почесто влегува во нервоза со избрзани шутеви без позиција и со процентна реализација под 7%, зад 6-25 шутерска екипа како што е Фени. Мислам дека нема што да бара во ова финале. Дејвис од чиста позиција за 2, непрецизен Кеј Дејвис. Далман собира под кошот на Фени. 65-48. Највисоки 18 поени. Но лицата на играчите на теренот едноставно кажуваат кој вечерва на паркетот во салата Борис Трајковски. Мијајловиќ. Чековски. Далман против Лилов. 1-1 оди Далман. Прекрасно. Кеј Дејвис. И ја следеше акцијата, шутот на Ноа Далман. Тодор Гечевски, Чековски, 2 поени за Ѓорги Чековски, 20 за репрезентативниот центар. Тодор Гечевски за 2, прецизен, 78-60. Чековски има 20 поени, Гечевски 13, но и 14 скока. И 7 асистенции. На 3 до трипл дабл е
Тодор Гечевски. Еве и осма. И осмата асистенција, осмото додавање на Тодор Гечевски. 70, односно 80, 60, 20 поени предност. 2,5 минути до крајот. Дарко Соколов. Сега се игра да се обезбеди пристоен пораз, но и тој е невозможен за Фени Индустри. Ке се борат двата тима веројатно и во финалната плей-оф пресметка. Фени ке игра против Лирија, ја има предноста од 1-0 во полуфиналната пресметка. МЗТ Скопје против Торус, исто така предност од 1-0 и во евентуално финале меѓу двата тима МЗТ ја има предноста од 1-0 против Фени Индустри. И првиот надпревар 20 секунди, 84-66. Мијајловиќ, последни 5 секунди. МЗТ Скопје е победник на 20-тото јубилејно издание од Кошаркарскиот куп на Македонија. Победа против Фени Индустри. Чиста како солза, 84-66. Огромни 18 поени предност. Ја слават првата титула по 2000-та година кошаркарите на МЗТ Скопје. Нема на ваков надпревар, на овој резултат не се гледа ниту статистика, ниту показатели. Треба да се истакне едно име и презиме. Тодор Гечевски, мислам дека треба да добие MVP титулата, наградата за ова финале. Не само денеска и вчера беше најдобар во оние клучни моменти. Мислам дека Торус како клуб многу поголем отпор му пружи на МЗТ во на полуфинале. И голема е радоста, но ќе кажам уште еднаш, нема никаква дамка, заслужено од првата до последната минута беше подобра екипа. Во кошарката на политиката не е место. Овој надпревари, сите овие надпревари досега покажаа дека кошарката е нешто над политиката и над многу други работи од секојдневниот живот. Апсолутно. Тодор Гечевски е најкористниот кошаркар на финалето. 15 скокови, 8 асистенции и 13 поени за Тодор Гечевски. Мислам дека Тоше Гечевски во најголемиот дел од својата кариера, играјќи во странство, доживеал да биде скандирано неговото име. Тој беше шампион со Никол Ферт. Еден огромен борец, едно име, еден лик кој што несомнено многу значи за сите нас, ни дава инспирација и мотивација за работата на сите нас во Федерацијата. Од него и од неговото однесување и мотивите за оваа држава црпиме сите енергија и дефинитивно можам да кажам дека Тоше Гечевски е духовниот водач не само на репрезентацијата на целата македонска кошарка. Тони Грнчаров е со пехар од Вораце. Му го додели Војо Петров, председателот на Торус спортски центар Борис Трајковски. Заслужија да слават. МЗТ Скопје, пети пат освојувач на националниот куп. Дејан Лекиќ, благодарам за одвоеното време. Ми беше драго што го работевме финалето од националниот куп. Ви посакувам многу успех. Да се видиме во Лондон на Олимписките игри со шампионите на македонските срца, кошаркарската репрезентација на Македонија. Најдобро да ги видиме нив на теренот во Лондон, тоа е наша најголема желба на сите нас. Верувам дека енергијата што почна да не движи сите во кошарката ќе продолжи во таков еден тек. Ќе биде многу тешко, но оптимисти сме и без лажна скромност атакуваме на место во Лондон.